сакаја нова да викаат искачај со сила. Фашисти! Фашисти! Бараме пратениците да ни дадете образложение зошто сакате да ги отстраните новинарите. Ваква беше атмосферата во законодавниот дом пред 6 години, ден кој во новинарската историја ќе остане запаметен како црн понеделник. Пратениците жестоко се судрија за буџетот за 2013. Полицијата ги делеше демонстрантите и контрадемонстрантите пред собранието, а медиумските екипи беа насилно изфрлени од собраниската галерија. Тогашниот председател Трајко Велјановски го нареди отстранувањето на новинарите со изговор дека се обидувал да ги заштити од хаосот кој настанал во салата, иако медиумските екипи се безбедни во галеријата која е физички одвоена од салата за пратениците. Тогашните опозицијски пратеници им се заблагодарија на новинарите кои останаа да пишуваат историја. И вие ги плаќате нив, и вие ќе го враќате долгот. Ви благодарам што бевте денес похрабри од сите граѓани и похрабри од Како под палката на тогашниот министер за финансии Зоран Ставревски и првата полицајка Гордана Јанкуловска беа брутално изфрлени и пратениците, буџетот за 2013 беше донесен во отсуство на опозиција. Новинарите се обратија до Уставниот суд кој скандалозно го одби барањето со оценка дека намерата не била да се спречат новинарите во вршење на својата дејност. Гласот на јавноста ја доби правдата во судот во Страсбур. Во февруари 2017 Судот за човекови права пресуди во корист на медиумските екипи и потврди дека бил прекршен членот 10 од Европската конвенција за човекови права кој се однесува на слободата на изразување. Денеска дел од пратениците и медиумските представници се потсетија на насилните настани од 24 декември 2012 и побараа никогаш да не се повторат. Наместо храм на демократијата, токму демократијата беше најбрутално погазена, а суспендирани беа и уставот и законите. Зад затворени врати, тесната група околу Никола Груевски го раскрчми буџетот на граѓаните. Настаните во законодавниот дом беа први вакви насилни настани, но не и последни. По преседанот на црниот понеделник на медиумските екипи им се случи и крвавиот четврток.